Почитувани гледачи, добар ден. Добре дојавте во најновото издание на земјоделската емисија Бразди, издание кое ќе биде посветено на неколку актуелни теми. Главната тема за денешната емисија требаше да биде овчарството, односно проблемите во овчарството со појавата на овчата сипаница во Кумановскиот регион. Но како редакција не успеавме да обезбедиме никакви изјави, никакви објаснувања од надлежните власти, особено од првиот човек на Агенцијата за храна и ветеринарство, кој ниту објави нешто на официјалниот сајт на Агенцијата за храна и ветеринарство за појавата на оваа болест, ниту пак имаше цела недела не најде време за едно кратко интервју за да објасни што се случува и какви се плановите. Се работи за болест која што, еве само како пример, во соседна Грција мора да утепаат 400.000 овци изгубија заради појавата на оваа болест. Сега ја има во Кумановскиот регион, почнато и таму нештетното уништување на цели стада, бидејќи болеста каде што ќе се појави цело стадо мора да се уништи во радиус од 3 километри, се прави заштитна зона и тие се следат, се мониторираат, ако има потреба и тие ќе се уништуваат. Во зона од 10 километри се прави превентивна зона која што се следи, се мониторира, веќе според информациите кои што ги имаме ние неофицијални, бидејќи се неофицијално некако мораме да дознаваме дека има забрана за сите добиточни пазари и сето ова доаѓа во лош период кога се ближи периодот на откуп на јагнето. Како ќе успеат ветеринарните станици таму да се справат со оваа болест, дали ќе успеат да ја контролираат, секи зависи од тоа. Но многу ќе беше важно и многу ќе беше значајно на време ветеринарните власти да излезеа со официјални соопштенија, со превентивни мерки, со информации до целата јавност, бидејќи ова не е болест што треба да се крие. Ова е болест за која што треба, веќе ја имаме, не можеме да ја скриеме, веќе ја имаме повеќе од една недела, нема никаква информација од властите. Болест која што треба превентивно да се делува, треба да се преземаат сериозни мерки, таму ќе треба и обештетување за сточарите. Велам, многу работа, а одлучија ветеринарните власти да на некој начин да го сокријат, да не искочат во јавноста со информации официјални. Ние моравме да дознаеме од информации Косово кога донесе одлука да се забрани увоз од Македонија. Веќе има таква одлука и од Албанија кон Македонија, ако има и од Србија, останува отворено прашањето дали ќе донесат и забрана за транзит, тоа ќе биде уште по-проблематичен откупот и пласманот на нашето јагне кој што престои. Сепак, пошто немаме доволно информации, ќе оставиме оваа тема за некој од наредните емисии да обработиме, се надеваме дека надлежните ќе се одлучат да ги објаснат сите работи кои што треба да ги знаат сточарите, особено во другите региони, треба превентивно да се делува, да се спречи ширењето. Примерот е сличен како со африканската свинска чума, навреме се информираше, па се успеваа да се контролира болеста и веќе на некој начин ја имаме добиено битката. Овдека не ми е јасна зошто вака се одлучија надлежните, но ќе следиме и ќе информираме. Денешната емисија ја посветуваме на тутунопроизводството како период кој што е многу значаен за тутунарите. Привршува откупот, до крајот на месец февруари е крајот на откупот, уште мали количини се останати за откуп на тутун. Досега има некаде околу 26 милиони килограми откупено, бројка што навистина ги изненади сите, што следат оваа состојба и период кога ќе почнат преговорите за новата реколта, односно цените за новата реколта. Во овој период се и е дебатата и за новиот закон, кој што треба да се направат измени на законот, за да им се помогне на тутунарите да се изборат подобро за подобри позиции за откупната цена. Затоа велам во денешната емисија главен акцент ставаме на сите важни работи поврзани со тутунопроизводството. Бидете со нас, почнуваме по првата рубрика, тоа се агровестите, а во емисијата ќе ги имаме и редовната рубрика, тоа се стручните совети. Појавата на заразната болест кај овците и козите, овчјата сипаница во Кумановско, може да го проблематизира извозот на македонското јагне и да ја урне цената во предвеликденскиот извоз. Од ова најмногу стравуваат одгледувачите на овци, откако од Агенцијата за храна и ветеринарство од Косово разбраа дека во Македонија има појава на оваа болест и дека Косово го забранила увозот од земјава. Освен стравувањето, како ќе се расшири оваа болест, за која нема лек, туку се уништуваат цели стада каде ќе се утврди дека ја има, нешто што лани во Грција придонесе за уништување на 400.000 грла овци, тие стравуваат дека ова може драстично да ја намали откупната цена и таа да падне под производната, односно да го дават јагнето и со загуба, само да не прават дополнителни трошоци. Досегашната пракса според сточарите била извозот на јагне за Албанија и Косово секогаш е по повисока цена и заради таа цена и домашните откупувачи плаќале повисока цена, но сега заради забраната, ако нема извоз за Албанија и за Косово, тогаш цените не веруваат дека ќе бидат задоволени
задоволителни. Барат од надлежните откупната цена за Великден да не се дозволи да биде под 300 денари за килограм. На последната средба која имале дел од сточарите со кланичарите во Министерството побарале да се објават откупните цени и тие да се почитуваат за време на целиот откуп без да се манипулираат сточарите. Коригирана ќе биде новата производна цена на оризовата арпа во најкосможен рок. Ваква најава добиле кочанските оризопроизводители кои имале средба со надлежните од Министерството за земјоделство во текот на минатата недела. Пред една недела кочанските оризопроизводители најавија дека ќе протестираат и ќе ги блокираат патиштата, бидејќи новата производна цена на оризовата арпа од 23 денари за килограм е многу ниска и не е реално пресметана. Според нивните пресметки тие бараат новата цена да изнесува од 27 до 30 денари за килограм и на таквата официјална пресметана производна цена да се додадат 25% за работка, за да се дојде до некоја реална и профитабилна цена. Во моментов откупната цена е многу ниска, се движи од 18 до 20 денари и затоа едва и 5% од ланската реколта е откупена, а откупот речиси и да е застанат. Зимската зелка од Валандовскиот крај се откупува за 5 до 6 денари по килограм. Револтирани се производителите со напомена дека за секој килограм зелка земјоделецот има 2 денари трошок дневно за берба. Вкупно трошоците за одледување изнесуваат 9 денари по килограм, без да се пресметува вложениот сопствен труд на земјоделецот. Ова покажува дека производството се одвива со загуби и не ги покрива реалните трошоци на земјоделците. Валандовските земјоделци преку своите представници побараа средба со министерот Трипуновски за да се стави крај на откупот по нереално ниски цени со кои тие се во големи загуби за произведената храна. Премиерот Мицковски очекува Европската комисија набргу да ја заврши собствената истрага за скандалот со средствата за ИПАРД, за кој јавното обвинителство веќе информираше дека ја завршило истрагата. Мицковски рече дека очекува Европската комисија да продолжи да ги исплаќа парите за македонските земјоделци, кои се привремено запрени додека да се реши скандалот и да завршат истрагите. Од друга страна, Мицковски смета дека постојат доволен број докази за лицата инволвирани да бидат осудени. Тој нагласи дека владата постапува по овој случај и лицата за кои што постои основано сомнение дека сториле кривично дело и дека понатаму во една судска постапка ќе се расчисти случајот. Во текот на истражната постапка, обвинителството, освен за првиот човек на платежната Стоилев, утврдило и кривична одговорност кај уште 4 државни службеници, вработени во платежната агенција, против кој јавниот обвинител поднел обвинителен предлог за сторено кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување. Главната тема за денешната емисија, како што најавив, ние тутунопроизводството. Ќе поразговараме со првиот човек на Сојузот на тутунарите, на тутунопроизводителите, до каде откупот, што со оние кои што берби кои што се досушуваа, дали остануваат откупни пунктови отворени за да се дооткупи целиот род, какви се очекувањата, какви се плановите да се добие битката за повисоки откупни цени за следната година. Дали се клучни сега измените на законот за тутун, кои што веќе се во ек да се изработуваат и дали ќе се стаса навреме, кои се позициите кои што Сојузот ги бара за да може да има подобра позиција за преговарање со откупувачите. Актуелна тема се уште е тутунот. Официјалниот крај на тутунот е крајот на февруари. Иако гледаме многу послаба динамика, веќе под затворени пунктови, како оди досега откупот, колку се откупени, уште колку останува некоја проценка за дооткуп, какви се вашите информации од терен? Па до вчерашниот ден, заклучно до вчерашниот ден, купени се негде околу 26 милиони 040 илјади килограми по цена од 419 денари. За мене како председател мачи изненадувачки што многу брзо заврши ова реколта. Меѓутоа, од друга страна, најдувам, да речам, задоволство во брзи откуп, ради тоа што беа задоволни тутунопроизводителите и му се купи 90% скоро во прва класа. Немаше многу компликации, сите претежно одеа. Немаше оние оспорувања. Така е, немаше оспорувања. Затоа одеше побрзо. Да, немаше оспорувања, а чим нема оспорувања, значи тоа нема хаос во откупот, значи динамиката беше одлична, плюс тоа помогна да речеме тоа што компаниите има отворено 334 ваги. И да речем во месец декември се купија најголем број на количините, негде околу 20 милиони се купија за тие 7-18 дена.
26 милиони и нас не изненади бројката, како да не се очекуваше толку. Што придонесе за некоја бројка над оние проценки? Поише се добра во оној период кога фатија врнежите, па се... Па, дел од тоа има и од тоа вистина. Она ради тоа што покасно беа дождоите, вегетацијата на тутунот за малце се позакасни, така да дел и од тоа, меѓутоа и за овие кила дел и малце повлажен тутуно, не досушено, и така да од тука изгледа. И за сите изненадувачки 26 милиони не очекувавме. Нашата проценка беше негде... Доке 22 беа првите. 22, максимум 23 милиони, меѓутоа до вчерашниот ден 26. Она на терено може да има нешто уште, максимум може да 100 тона, може да е помалку. Еве и овде гледате во Прилеп, веќе има само дежурни пунктови за откуп на тутун, отворени се, а нема тутун, нема динамика на купување. Има се уште динамика за откуп во Доненската општина, таму има онај, и фактички тука е исконцентриран вишокот на останатиот тутун што е за докупување. Така. Придонесе ли овие 26 милиони цената, ланската цена? Лани беа презадоволни со постигнатото, вкупната цена од 500 денари со субвенцијата. Придонесе ли да се враќа полека интересот кај тутунарите? Сепак една од културите која што најстабилна, со откуп, со плаќање, брго ги зимаат парите, гледаат и субвенцијата дека си тече како што треба. Придонесе ли тоа можеби и да очекуваме до години уште повеќе да имаме тутун? Да, во секој случај да допринесе тоа, тоа што ланската цена беше 400 денари тутун, со субвенциите 500 денари. Значи во моментот за ланската година и за оваа година порентабилна култура од тутуно немаме во државата. И тоа допринесе да речеме од ланската реколта годинава да имаме зголемен број и на површини, број на договори на хектари, така да оваа година дојдовме до 26 милиони. Со тенденција за да го задржиме во производство. Значи јас ќе бидам преследен ако задржиме производството од 25-26 милиони. Ако порасне уште подобро. Да. Сега со цената е нешто коригирана од ланската од 400 до 420, односно во моментов 419 денари. Меѓутоа една работа треба да смениме, да го смениме начинот на купување на тутун. Значи, се слагате дека не може само во прва класа? Да, се сложуваме. Дека многу бројни беа забелешките и од други здруженија кои што го укажуваат тоа. И од здруженија, и од самите кооперанти, што се има, значи квалитетни и неквалитетни го внесуваме во исти кош за... Да, некој се трудел, се мазел цела година. Јасно, така е. Не му е се едно кога гледа дека... Јасно. И наша цел е сега да вратиме стариот начин на купување на тутун, само тоа треба да знаа откупувачите мора да ги коригираат цените. Со овие цени што се сега, значи нема купување на класи. Тоа беше и ова реколта сега кога ги видовте цените, свативте дека мора да барем да барате да биде во една класа. Да, кога сме при крај со ова реколта, јас кажав на почетокот. Ако сакате да купуваме во класи, ќе да ги коригираме цените. Ако не, ќе купувате само прва. И сум горд на тоа што успеавме така за да она и со разговори со наши членови, со кооперанти, со сите она, вика ако не е поткрана ќе бидеме задоволни ако оди тутун само на прва. И успеавме во тоа. Просекот пак ќе дојде некој како лани со се субвенцијата па 500 денари ќе дојде? Да, и за да речем за новина, што се исплаќа по субвенција по површина и по зелена нафта. Тие се дополнителни плюс. Дополнителни. Прерачунато колку би доаѓале по пари, да речеме, во декар? Негде мисли... Или на кило? За хектар е 6.000 денари по површина и 11.000 денари за зелена нафта. Тоа е површина. Кога земеме вкупната она, па негде тука ќе дојде околу 100 денари истото. Што како сојуз ние не сме задоволни, сакаме да задржиме исплаќањето субвенција линеарно за сите класи. Ради тоа што ако почнеме со класното проценување на тутуно, тоаш врз основа на класите веќе селектираме квалитетни и неквалитетни тутуно. Тој што има квалитетен тутун ќе би оди во прва класа, тој што има неквалитетен тутун ќе оди во трета класа или во допунска. И тука е разликата во цената. Меѓутоа субвенцијата да се оди линеарно за сите. Да нема и кај субвенциите по класи. Да нема, значи да биде таа исклучива по килограма. Почнати се преговорите со министерството за такви некои работи? Да, почнати се разговорите. Почнавме и разговори со компаниите за склучување на договориве во законов за тутун. Тоа го поставив јас, барањето ми беше уште од првиот ден кога добив гласувањето. Односно, кога стапив на сила за
да бидам председател на Сојузот, баравме да се врата стариот закон. Односно делот кај што Сојузот има некаква ингеренција за бараме цената. да се врати стариот закон. Во стариот закон постоеше без согласност на Сојузот на тутунопроизводители да не може да се вклучува договор. Тоа беше во законот, некое време се измени тоа, не знам ради кои причини се, значи од стартот на идењето на оваа позиција бараме да се врати стариот начин на. Ќе има ли време за оваа реколта нешто да се направи? Да, преговорите набрзо ќе почнат. Да, ја мислам дека до 15-20 февруари ќе знаеме контурите на сите договори што се она, така до склучувањето на договорите компаниите ќе излеза со јасни цени. Имате ли правено груби пресметки колку би барале? Еве, викате ќе барате од компаниите да биде откупот по класи. Колку би требало да изнесуваат класите, некои груби пресметки, ако се земе научно е познато од прилика колкав процент оди во прва класа, колкав е втора, колкав е трета, ако е нормална година. Вака да ви кажам, значи никако нема да дозволиме да биде поевтин тутун од лани. Значи цените мора да ги коригираме, да ги правиме да биде новата реколта да биде поскапа од претходната. Затоа сега прибираме податоци да видиме во окружувањата кај кои се цените кажат, за да не биде оправдани барањата. За мене е несватливо да бараме 600-700 денари просечна цена ако не можеме да ја добијаме таа. Значи се што треба да побараме да биде реално, односно да биде задоволни први производителите на тутун, а после тие откупувачите. Велите ги следите цените во регионот. Еве како се движат цените во регионот, тие исти компании откупуваат и во Бугарија и во, не знам, Турција, сигурно и они како адут ќе го зимат како реперти откупни цени. До каде можеме да одиме со тие барања? Што вели регионот, пазарот? Па еве сега пред 3 дена се врати моја делегација од Полска на состанок на УНИТАП на Европска асоциација на земји за производители на тутун. И таму баш се договараа баш барањата за цените за она. И една од најдобрите околности што пољаците отвори членките на УНИТА вика бидете благодарни што не сте внесени се уште во Европска унија, ради тоа што Европска унија веќе ги забранува субвенциите по килограм и ги дозволува само по хектар. А ние таа околност, таа стречна околност ја имаме што не сме влезени во Европска унија и добиваме комплетно субвенциите и за. Добро, и тоа може да се среди, ќе се зголеми субвенцијата по површина, па ќе се испегла таа разлика да дојде. Не е дека не може да се задоволи таа работа, него колкави се откупните цени, до каде доаѓаат вкупно со се субвенцијата некој репар за ориенталските типови на тутун. За ориенталските типови на тутун да бидам реален, се уште ги немаме потврдено цените во околниве земји, инаку како земја сме втора по производство. Сега не сакам да звучам дека сум настроен на намалување или зголемување на цената, меѓутоа интересот секојаш е мој за тутунопроизводителите. Јас колку што имам информација, кој сум запознат, во моментов Грција има 4,5 милиони, турците до 80 милиони, бугарите 3,5 милиони, меѓутоа со цените се разликуваме. Она јас што го имам до мене дојдено, неофицијално. Така, нека груби. Да, неофицијално во моментов нашиот тутун е најскапо платен. Со тоа што да речем, тие нема субвенции, ние имаме и плюс субвенции. Плюс субвенции. Го спомнавте законот за тутун. Во фаза е подготовката на измените на законот за тутун. Претпоставам активно учествувате. Еве да земеме улогата на Сојузот. И претходно, иако беше тоа решение да се бара мислење, некако и на тоа решение се жалеа претходните ваши претходници на што биле председатели на представници на тутунарите, се жалеа дека и нивното мислење не се почитувало, не било обврзувачко. Ќе се барали некаков механизам во законот како се размислува за не само да ве прашаат про форма и да го фрлат после вашиот одговор негде во некоја фиока. Во секој случај тоа го бараме, затоа реков јас овие измени на субвенциони, односно на законот за тутун, односно улогата на Сојузот, сменета е во 2018. Значи до 2018 без согласност на Сојузот, значи не може да потпишува договор. После 2018 се изменети тој закон изменете и донесе некако проформа, да речеме како англиска кралица. Учествува Сојузот меѓутоа дава мислење дека не се согласува, меѓутоа компаниите и понатака си продолжува да се ги исклучува договор. Сега по последново па не ви ни прашува. Не прашува, учествуваме за тоа
сме да речам на иста маса подсекторска седнати група, но со подсекторска и како сојуз бараме средби со откупувачите, така да сме вклучени, меѓутоа законот му дозволуваше да ги слушна нашите забелешки, нашите приметби, меѓутоа не бе задолжени да ги применува. Сега со новиот закон бараме да биде задолжително. така. Вашето мислење, Објаснување, да, да. каква би била цената или колкави се трошоците. Јасно. Еден од предлозите кои што ги слушнавме беше многу интересен, да има 2 пати во годината корекција. Модел што во Грција, да речеме, се правил, да има некако во законот месец дена пред откуп да се направи, ако има потреба да се коригира, нели, ако пораснала инфлација, ако пораснале некакви трошоци, и сега законот дозволува со анекси да се прави, но да биде некаква обврска да се седне на маса да се разгледаат сите работи. Кое е вашето мислење за тоа? Тоа го разговаравме ние уште прошлата година баш за корекција на цените на она. И овај начин сега што го кажав ти, она за тутун производите е многу убиствен. Убиствен од една причина. Ради тоа што и досега беше дозволено анекс на договорите. Меѓутоа не беше регулирано, не беше обврзувачки со закон. Така. Од и сега кога го внесиме тоа во закон, во моментов, пред некоја година имавме инфлација 14%. Така. И сега формираме цена на некоја инфлација од 4-5%. Ако порасне инфлацијата, да, можеме да коригираме. Затоа го имаме анексо. Така. Меѓутоа што ако се случи паѓање на инфлацијата од 14 до 1,4 или од 4 до 1,2, ќе ги намалиме од тоа речем законот врзувачко, треба да ги намалиме цените во договорите. Нема шанса. Добро, ама да не биде врзано само со инфлацијата, а барањето се да биде Јасно, врзано со трошоци, работна рака поскапела. Затоа велам јас, значи Не верувам дека нешто ќе поевтини како тргнало. Затоа велам јас, значи пред почетокот на откупот пак се седнува со компаниите и врз основа на сите овие показатели, зголемување на трошоци, зголемување на работна рака, инфлација, да се коригира цената со анекс. Со анекс. Истото имаме и сега во законот за тутун, да се дефинира почетокот на откупот на тутун. Што значи тоа? Тоа значи дека Со овие предвремениве да се нема, испегла таа вече работа. Да се испегла, и тоа што не вложува добар плод, иди до разединување меѓу и компаниите и откупувачите и производителите, така да некоја компанија почнува да купува, некоја компанија не почнува и тука Сега предлогот како е? Да има една дата официјална за старт? Нашиот предлог што сакаме да го приложиме почетокот на откупот да биде 1 декември и завршувањето да биде на сега е 28, да го скратиме на 15. Аха. Барањето ни е за скратување на времетрањето на откупот, ради тоа што на времето беше 3 месеци откуп од 90 дена, меѓутоа купувавме со 50-70 ваги. Сега имаме 334. Значи со самото зголемување треба да го намалиме времето на откуп. Ради тоа што во моментов гледате и самите дека многу малци има откупни пунктови отворено, а треба да се држат. Значи тука се намалува работна рака, финансиски средства компаниите, а и ние како сојуз ги намалуваме финансите ради тоа што не плаќаме Повереници на секоја вака. На секоја вака. Да. И затоа бараме меѓутоа пак тука имаме разговори со стручњаци, да речем со експерти, дали е издржливо намалувањето да го скратиме времетрањето на откупот од 28 на 15 февруари. Добро, ако се залагате за откуп по класи, тоа може да значи зголемена динамика на провлекување, кога веќе секој тутун ќе се прегледува по класи, може поспоро да оди отколку сега. Дали во тој контекст можеби ќе стигна доволно денови? Да, затоа велам јас, ради тоа што на времето имаше по 30-40, откако сега имаме 334. Само по еден тон да купува една вага, тоа се 334 дневно. 60 дена откуп по 300 тона, тоа се 20 милиони, тоа зборувам само по еден тон. Така. Ако купува по 2-3 тона, значи има доволно време. Меѓутоа пак треба да имаме разбирање и слухи од самите откупувачи. Дали сака, мислам дека во нашите преговори досега што ги има и тие се заинтересирани да го скратиме рокот на купување на тутун. Ако се откупува по класи, спремен ли е сојузот? Има ли доволно повереници? 300 ваги, да трае по класи, сегде да имате човек како што треба да помага на тутунарите, ќе бидете подготвени? Тоа и сега ги имаме ние, Так. 334 ваги, од кои имаме на сите ваги ни се покриени со повереници. Значи вага не може да купува без Ако нема повереник од сојуз. Значи во моментов
ние имаме на располагање, значи во моментов 334 меѓутоа секојаш држиме во резерва одредена бројка, Така. ради тоа што се случува Да, иде до Грип, сезона, да се сезона на погоди. грип, така јасно, Се може да се случи. да. Да, Тоа е огромна бројка и треба добро размислување да се менаџира Така. работени луѓе од 400, не е малку. Периодов годинава беше специфична што имавме многу касни дождови, имаше касни берби. Беше жално тутунарите да го остаат тоа да пропадне, сепак се врвни листови и апелите беа, укажувањата беа и да се обере и да е зелен, не брзате да го продадете, откупот трае до крај на февруар, има време ќе се предаде. Кои се сега укажувањата, каде да се информираат, каде да знаат каде се најблиско за откуп, стаса ли тој да се досуши, што е со тој тутун? Па отприлика 99% е веќе ми тој досушен тутун и при крај да се предаде. Значи до мене втасува секојдневно повици за да имаме тутун кај има отворен откуп, а ние добиваме како сојуз секојдневно која е откупа. Во кој регион, каде? Во регион отвора или затвора одредена вага, така да ние сите информации ги имаме кој откупи работа и ги насочуваме во најблиското место за да може да го однесе тутун и да се го преда. Така. Едно од брањата кои ги слушавме често од тутунари и од земјоделци беше да се забрани увозот на ситнолисен тип на тутун преку целата година да биде забрането. Кој е ставот на Сојузот? Ако гледаме некоја логика пазарна, ние имаме тутун вишок, не знаеме што да му правиме, а од друга страна имаме увоз. Која е целта на тој увоз? Како би изгледало некои предлози во новиот закон за тој увоз? Тој закон го донесовме ние уште ланската година. Тоа беше по скратена постапка, отиде и донесовме закон за забрана на тутун до тај откупа. Односно тогаш беше 15 ноември до 28 февруар. И за мене што тоа е и оправдан. Ради тоа што која е логиката да забраната за откуп на тутун после 28 февруар, која веќе кај завршено. Завршен откуп. Така. Значи за време на откуп донесен законот не има увоз на тутун. А што ќе име тој увоз на тутун? Затоа велам јас. Еве ни остана нас прашањето да ни виси која е потребата на компаниите да увезуваат тутун кога Македонија има 26 милиони килограми. Јасно, сега има компанија која има фирма во соседна Бугарија. И тие обработуваат таму тутун, исто купува ситнолисен тутун. И сега тие, после завршувањето на нашиот откуп, си го внесува овде, го доработува и од овде го извезува како готов производ. Со тоа државата добива. И фактички не можеме ние да му се мешаме после завршување на откупот на компаниите да не купуваат тутун, односно да не увезува. Може да се каже на некој начин да не се сечеме гранката на која седиме. Апсолутно. Нека имаат пари, колку повеќе пари имаат, ние повеќе може да притискаме за повисоки откупни цени. И нема од кај да увеза. Ние како што спомнавте и вие, 26 милиони килограми тутун имаме, Грција има 4, Бугарија има 3 милиони, која е улогата, односно бенефитот да го увеза тој тутун. Имате некои бројки информации колку е тој увоз, колкави количини се? Не верувам дека се големи количини. Не верувам јас. Пред некој година се појави некој швеец. Добро, тоа беше интерес дека за да влезат како во нашиот субвенции да искористат некоја Да, далавера. во Грција, во Албанија забрава, простете. И годинава имаше во Албанија на засадено ароматичен тутун, баш исто тип прилеп, негде околу 300 тона. Меѓутоа грчка компанија се исклучи договор и си го купи тутунот директно од Албанија. Така да има вишок во Албанија тутун за увоз на црно, она нема. Не е нешто. И да има тоа е ситна некоја незначителна количина. Незначителна количина. Да. Мислам за Албанија дека нема ништо, а за грците да го изваат на нив му треба, тие си нашиот тутун го купува. Нема логика, здрав разум да увезиш тутун. Какви се сигналите за идејата за враќање на можноста да се сади и широколисен тип на тутун? Може би ја гледаат во широколисниот, гледаат повеќе интерес луѓето што се по бизнис ориентирани земјоделци, по професионални со поголеми површини, аргати и механизација. Може би од тој аспект гледаат или сушари имаат па да ги искористат. Дали има сигнали од откупувачите и дали мислите дека може да се размислува и на таа тема? На таа тема, јас сум размислувал како стручнак, речем како агроном кој 30 години работев во тутунска индустрија и кој од почетоците беа баш и околу производството и манипулирањето на крупнолистниот тутун Вирџинија. Тутунски комбинат на времето имаше овде собствени површини кои кои сме го имале. Да, меѓутоа тие количини беа исклучено за потребите на нашата цигрена фабрика. Така.
Меѓутоа тоа одамна заврши, ради тоа што од економски гледна точка, ради тоа што сушењето беше од тие се тутуни што се суша на топол воздух. Да. И тие се специјални комори, така да трошоците беа многу поголеми од добивката. И во моментов немаме овде заинтересирана компанија која сака да Се исплати да се увезат и да не се замарат. Да, и да треба цигари да прави. Меѓутоа една друга работа треба да се знае. Најголемите залихи на тутун во светот се од крупнолистните тутуни. Ситнолистните тутуни ги нема. И тој се бара. И тој се бара. Меѓутоа, еве само за илустрација годинава. Бразил има произведено 700 милиони килограми тутун. Широколисен. Широколисен, зборуваме за широколисен. Да. Така да крупнолистните тутуни ги имаме во залихи. Меѓутоа ароматично не. Се покушуваше нешто од нашиот тип на прилеп да се покушае во Индија, во Пакистан, меѓутоа не е тој истиот тутун што го имаме овде и во овие земји. И кај нас има производство на цигари, претпоставувам дека им треба, или тоа се мали количини? Мали количини се. Цигарната фабрика во Прилеп работи и фабриката во Скопје. И пошто во Прилеп цигарната фабрика веќе има 51% Филип Морис и тие носа режан тутун од Ниш. Значи од овде не употребува тутуни. Така. Какви се плановите за следната година? Бројката на тутунари како бројка некако како да се намали на некои 20 на илјади, иако го гледаме нивото на производство исто, значи ли тоа дека претходно имало, не знам, пренадувани бројки или не биле толку или помалку луѓе па ги зголемија површините? Какви се очекувањата за до година? Очекувањата за годинава да го задржиме ова ниво на површина и на кооперанти и мислам дека за тутун производителите се задоволни со оваа цена. Па 90% велам дека се 100% задоволни од како пројдоа сега. Како пројдоа. Тоа е во голем дел исплатено од откупувачи. Исплатил. Значи компаниите исплаќа во рок од ден до 5 дена. Значи се што му е предадено веќе му е исплатено 95%. Останува уште субвенциите да ги земат. Да, субвенциите. Кој ќе се донесе новата програма. Да. Вообичаено тутунарите се меѓу првите со лозарите. Така е. Тука негде земаат и они. Да, и многу често имаме приметби како најпривилегирани за тоа. Меѓутоа е најисплатива култура и најзасадена во моментот во државата. Така. Минути предвидени за блокот стручни совети во овој период од годината. Особено важно е за овоштарите. Треба да се направат зимските прскања, вообичаено со масла кои што ги има од наше производство, а треба да се знае дека некаде на пролет пред бабрење на папките ќе се направи уште едно што е многу солидна основа да се намали притисокот од болестите. Во вториот дел од емисијата ќе позборуваме и за лозарството, од аспект на тоа какви се состојбите, кои се проблемите на лозарите, особено кај трапезното грозје каде што има доста проблеми. Многу е важно наводнувањето да се реши со време, сега да се инвестира во наводнување, во опреми, во канали, во оправки на тие канали, бидејќи ни се во руинирана состојба, за да имаме подобри позиции, подобри квалитетни производи, да имаме подобар квалитет кој полесно ќе се продава понатаму. Господин Камчев, кукаво производство имате? Од кога сте лозаропроизводител? Само на лозје посвета? Само на лозје 2 години и повеќе, а иначе сме фамилиарно, традиционално сме. Тука нема. Кај и секоја куќа, да. А од пред 2 години како? Силом прилике? Пред 2 години бев работен у Фени у топилницата и Фени се затвори и си продолжиме као професионално, ама среќа што имам, што сум инвестирал малку, па трапезно работиме трапезно околу 4 хектари има. Трапезното бара повеќе работна сила, повеќе инвестиции, на крај кога ќе дое пласманот. Точно, значи бара повеќе, механички нема таму ништо како што берат со винското. По проблеми, многу проблеми. Работна сила? Работна сила многу тешко. Многу скапи аргатите се. Не сум против тоа, треба они да земат и 50 евро. Јас секогаш од страна на работникот, меѓутоа немаме ни цени за да го покриеме сето тоа. Се одржаваме на некоја си нула. Помош никаква нема, апсолутно. Кој со пласман? Со пласман, кој како се снајде, да. Има ладилници тука, тие креираат цента и менјаме сорти, сега тоа нешто ново од Србија, тука нема ни институт, ни ништо такво. Се снаоѓаме
да бидеме нови, поконкурентни, да се снајдеме, Што се бара пошто на пазарот? помош нема, ете и од државата нема ништо, и од здруженијата нема ништо. Буквално кој како се снајде тука. Не бараме милости, ама бараме барем малце чисто обрски. Како се движат кај вас цените, колку би требале да бидат реални? Цените 2024 беа околу евро, ама ради сушта што погоди, Немаше толку производ. добра цена е таа. Оваа година беа од 30 до 40 денари, имаше и од 20, што не е добра цена. Не излева есапот, не. Добро, како овој крај денеска е врнежливо, ама големи се проблемите во овој крај со наводнувањето. Како Многу големи. вие кај што сте кај ви се лозите, како е таму со наводнување? Јас кај што сум е катастрофа ситуацијата. Има канали, проблеми, не стига вода, се сноđеме, А вас ви плаќаме тури. плаќате цистерните? Цистерни, да, 50 евра тура, 30 цистерни, однеси за да го спасам родот. Очекувате година среда? Не. Си остави пари за пада на водно. Да, мора така, да чекаме некои подобри времења. Помнавте од Србија пренамени сорти. Да. Колку ви се важни да имате помош фондови од типот на ИПАР да може да ги користите и вие за такви некои намени? Колку ви значи? Користите ли нешто од ИПАР? Ништо немам искористено од ИПАРТ и тешко до ИПАРТ користат големите компании. До правиот лозар ИПАРТ не иде. Имате пробувано, сте виделе како е комплицирано? Сум видел со пријатели, значи взимат кредити, се задолжуваат и на крајот може да испадне немам документче и не важи тоа сето. Зошто на пример државата е предлог не ако ми одобре мене 50% ИПАРТ, ја да го платам директно во пример во компанијата тракторот 50%, а не луѓето взимат кредити за цел да го плате, па после чека 2 години државата 50% да му врати. И тоа е некоја помош. Зошто мора он кредити да зема и да заглавува? Знам мои пријатели и многу што Да имаше не најави, сакам тие пат да го терам, работам со стари машини. имаше најави дека ќе има некој фонд за таква помош, ама никако да се реализира. Тоа многу би значило за помалите. Сега големиве компании си имаат они фондови, кредити, финансии вртат. Вие Да, сте за вие жал сте и ИПАРДот го земат и тие нашите конкуренти, големите компании и многу лесно го земат они, немат некој проблем. Стават и мрежи, виче гледам за противградни системи, капка до колци, до жици, до се буквално. Вие Ни крај ништо. со крај. Сето е на наш вако. Доколку ќе издржиме, не знам до кога. Се бориме. Ние сме едни од ретките, на пример. Се гледа и полето во Кавадарци, дека Се послабо и послабо се работи. ами се остават површините, нема, луѓето бегат. Дел од земјоделците кои што се жалат до нашата редакција укажуваат на работи кои што со години остануваат нерешени, а тоа се проблеми кои што нив многу им значат. Еден таков пример, погледнете го и следниот. Заглавувањето започна од почеток со мене. Ја чекав кога се плаќаше оштетите, почнав, викам, ќе ме викат, чекај месец, 2, 3 година дена, ништо, не ме викат. И после одив тамо, проверувам документите, ме немаше никаде во список. Па тек на времето најдоа некој список тамо заглавен и од тогаш почна заглавени работите. Вамо тамо, идем во платежна, викат, иди во Министерство за земјоделие, идем тамо, викат, ние сме пратиле тамо допис да ти се плати оштетата. Кој идем тамо, тие викат, не е стигнат уште, со години ме малтретират и скоро бидна 3 години. И за да не ми остари делото, брев приморан да ги дам на суд. Ги дадав на суд сега и со суд 6 години. Се менјат судиите, 3 судии до сега, и се почнува од почеток. Секој судија од почеток предметот. И нема разрешница. Сега, последно време, бев кај министерот. Министерот вика да се плати овој оштетата, а овие од платежна ќутат. Не дават Што вика никак. министерот, оправдано си ја барате оштетата или следува? Оправдано. Министерот вика оправдано, ама проблемот е во платежна агенција. Таму е проблемот од платежна агенција. Што ви викаат од платежна агенција? По ништо не ми викат. Си ќутат, како да речеме. Нема одговор никаков. Ја им барам писмен одговор. Ако неќе да ми платат штетата, да ме одбијат. Нека ми дават писмен документ дека не ти следува или не ти плаќаме и нема проблем, не ми дават. Ни таков, ни ваков. Ме влечат само со години. И сега јас дојдев тука да се жалим, пошто последно време
бара тие тамо овој друг допис да се прави, пошто направиле еден допис тамо заглавиле нешто без моја согласност, без мој подпис, некој документ тамо. Јас барам со овој записникот што е од Државниот инспекторат оригинал, да се прави друг допис. И па да видиме до каде што процедурата. Планирате да попуштите во Не, јас затоа барам овој писмен одговор, нека ме одбијат, нема проблем. Или да ми платат, или нека ме одбијат за да продолжим јас. Пошто правда тука тешко, ја чим до сега го нема 10 години скоро тешко тука, не се надевам на правда. Па нема, јас ќе терам правда до крај. Нема. Ако е потребно, јас и Страсбург ќе барам правда, нема да. Јер сум уложил труд и јас знам кои маки сум претрпал овие години. По судови, по институции, ме малтретират само. Иди таму, иди вамо, еве по медиуми кај вас. Иди таму, иди вамо, моли. Ова не е работа. И тука некаде крајот на денешната емисија. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Се гледаме само за 7 дена. До тогаш имете пријатно неделно попладне.